FM Вреба на Радио Слободна Македонија. Токму така фреквентно модулирана врева на брановите на Радио Слободна Македонија 9 минути по 15 часот. Движиме со мојата денешна најавена гостинка во годината на женското предприемништво агенцијата Марили во хотелот Елса утре вечер со почеток во 19 часот и 30 минути треба да го промовира бизнис клубот на жени менаџери, чија цел е да ги поврзе жените менаџери и да ја подобри нивната комуникација. На промоцијата на Марили бизнис клубот ке собре и генералниот менаџер на агенцијата Марили Лидија Трипуновска, која ќе представи визијата на емисијата на клубот. Меѓутоа, пред да ја представи во клубот Елса, ја имаме госпоѓата Трипуновска во FM Вреба на Слободна Македонија. Добар ден, за прв пат добре дојдовте во емисијава. Добар ден, поздрав до вашата екипа и до вашите слушатели. Благодарност што одвоивте време и што пристигнавте во студио. Ајде веднаш да започнеме со она што утре вечер ќе се случува во 19 часот и 30 минути, значи промоција на бизнис клуб и тоа не било каков, туку женски. Да, тоа е наречен Марили бизнис клуб на жени менаџери. Значи имаме наше сценарио, односно ќе го промовираме клубот, ќе го промовираме заштитното лого на клубот. Ќе се обратам јас да ја објаснам задачата на овој клуб и идејата за формирањето, и ќе имаме и едно предавање од областа на бизнис психологијата на тема "И во Македонија е возможно". И потоа имаме дружење со жените менаџери. Кои се овие жени менаџери? Значи тоа се сите оние жени менаџери кои што биле дел од изборите на агенција Марили. Ние 2 децении ја работиме манифестацијата избор на најуспешни жени менаџери од Република Македонија и од диаспората. И секогаш прогласувавме топ 10-ка. Оваа година беше јубилејна, прогласивме една топ 20-ка. Па така имаме вкупно, значи, испромовирано и поддржано жени во бизнисот 210. Тоа е една голема бројка само од овој проект, а верувам има и многу повеќе успешни жени, но еве, жените што ние си ги познаваме, со кои што сме работеле, соработувале, знаеме колку се тие вредни, способни и колку долго обстојуваат во бизнисот, ние сакаме да ги поврземе во овој клуб, во кој што тие ќе треба да си ги подобрат своите деловни контакти, да соработуваат, да си ги развиваат своите бизниси, но истовремено да работат и на други прашања, да правиме тематски работилници, да правиме дебати, дискусии за тоа кои се проблемите со кои се соочува жената во бизнисот и како тие можат да се решат. Ние имаме и наша страница Бизнис клуб во рамките на нашиот веб портал, каде што сите информации, значи, што можат да им помогнат на жените, не само околу тоа што конкретно во клубот ќе се работи, туку и информации од тоа како може да дојдат до пристапните ИПА фондови, како може да дојдат до европските кредитни линии. Сето тоа ќе биде постојано поставено на оваа веб страна. Истовремено ние остануваме посветени и на хуманитарни проекти. Сме работеле 2014 година во рамките на манифестацијата, работевме хуманитарен проект насловен како Жените за жените, каде што 41 жена менаџер од нашите избори донираа средства и купивме апарат за клиниката за радиотерапија и онкологија за рана детекција и лечење на карцином на дојка, и остануваме посветени, значи, на хуманоста пред се за здравието за жената, меѓутоа и за други категории на социјално загрозени жени што се на шелтер центрите, како и нив да им помогнеме. Исто така, хуманоста нема да ја ограничиме само тука, ќе се потрудиме да бидеме хумани и кон децата, било да се тоа болните деца, било да се деца без родителска грижа. Тоа се, значи, едни важни страни на овој клуб. Истовремено ќе се потрудиме да се мрежуваме со другите асоциации, здружени и организации на жени во бизнисот, било да се тоа жени предприемачи, жени лидери, како што тоа го направивме и во изминатиот месец, кога ја го поддржавме настанот кој што беше по повод Светскиот ден на женското предприемништво. Целта ни е да работиме заеднички на една поширока платформа и да и помогнеме на нашата жена во бизнисот, но истовремено да се здобиваме и со искуства од успесите на жените во бизнисот во регионот, во Европа и во светот. Верувам дека тоа е една богата програма на која што ќе работиме, има, значи,
Значи, секако јас посебно би сакала, бидејќи еве и темата на која што вечерта ќе има едукација и во Македонија е возможно, а ја констатиравме нели таа тема заедно со Марина Анчевска, дека всушност во Република Македонија недоволно се почитуваат нашите собствени идеи, иновации, новини, дека некако се ни е поблиску се што е странски бренд, странска иконографија, нивна дисциплина, нивни принципи. Многу потешко е кога треба да поставиме наши идеи. Затоа клубот токму кон нашите жени менаџери, нели овие со кои што ние се соработуваме, ќе биде отворен и ќе помага кога ќе треба да ги постават своите нови идеи и иновации. Тука ќе помагаме, значи, комплетно и како маркетинг агенција и во промоцијата, и сметам дека исто така ова е еден многу важен аспект на клубот. Госпоѓа Трипуновска, што се е возможно во Македонија? На вистина, што се е возможно? Или постојат граници, постојат лимити? Дали постојат лимити во бизнис сферата, во бизнис секторот, во поглед на мажи и жени, или пак може би лимитите, односно ограничувањата се само во нашиот менталитет, односно во нашиот ум? Дали може еднакво да биде успешна една жена како менаџер и еден маж менаџер, односно дали можеме да ги ставиме на иста рамка, или сепак може би како во сите светски рамки, или мажите си когаш земаат поголема плати покрај тоа што се на иста функција така натаму? Мислам дека и нашиот проект, а и воопшто покажува дека има развој на женското менаџерство. Денеска сметам дека во Македонија не постои професија или дејност во која што жената не може да биде успешна, така? Било како вработена, било како менаџер. Мислам дека тие граници се веќе тргнати и нашето општество нели дава можности, меѓутоа може би малку остана предрасудите, нели, така? Дека се уште не можат сите професии подеднакво успешно да ги работи една жена, но мислам дека суштината е во тоа дека жените треба да се малку порешителни. И една од задачите на овие проекти на Марили беше токму тоа, да ги охрабриме младите генерации. Верувам дека сме биле пример за многу млади генерации, а моите последни избори токму тоа го докажуваат. Постојано имаме нови млади жени менаџери кои што ги промовираме. Така, последниот избор 20 најуспешни одбравте, тие се на возраст од до? И во кои сфери на бизнисот? Да, тие се на возраст од 30 години до 45, па и 50 години. Да. Интересно е што оваа година во изборот имавме млади менаџери кои што доаѓа од компании кои што се странски, а се присутни во Република Македонија, каде што странците, значи, определиле дека имаме многу млади способни кадри. И мислам дека тоа е за поттик, тоа е за пример, за да не ни се случува младите постојано да си одат нели од нашава земја. Сепак има места каде што вакви способни млади луѓе, особено жени, да можат да се реализираат. Да, тоа беше значи еден феномен на овој избор. Покажавме колку млади способни жени менаџери имаме во Република Македонија, страшно многу едуцирани и способни да се носат со едни големи компании кои што се присутни овдека на овие простори, може би не секојдневно, бидејќи ние веќе се одвикнавме од големи компании. Така. Сега последно прашање ќе биде што очекуваме од утрешниот настан 19 часот и 30 минути, што еднаш подсетување хотел Елса. Значи очекувам нели прво да биде добро посетен, така? Најавена е голема бројка на жени менаџери дека ќе дојдат вечерта, да биде. Имаме, се извинувам што ви влегувам во збор. Ќе имаме жени менаџери само од Македонија, можеби од Балканот, или гостинки од странство? Ќе имаме од Република Македонија, ќе имаме жени менаџери, значи ќе дојдат и од Битола, ќе дојдат и од Гостивар, ќе дојдат и од Штип. За сега толку, па се надевам во некоја друга заедничка средба на клубот ќе успееме нели да ги донесеме и оние што сме ги имале од Шведска, од Канада, бидејќи нашиот избор излезе од границите на Република Македонија. Имавме избори од диаспората на наши успешни жени, имавме и од Хрватска. Сега во рамките на агенцијата Марили, секоја година се прави бизнис каталог за Република Македонија, на Република Македонија, докаде бизнис каталогот за годината 2016.
За 2016 ние сме ги издали. Двата Така. каталога ги подготвуваме за За 2017. Да, го подготвуваме зимското издание, а имаме и летно издание. Значи во подготовки сме и она што исто така еден постојан проект веќе на агенцијата Марили, трета година го подготвуваме, тоа е тематскиот ден кој е исто посветен на жената, но Така. пошироко, не само на жените менаџери, тоа е здравието и убавината во функција на современата жена, кој што е свртен пред се кон вработената жена, која во ова динамично време мора да води сметка во тој баланс помеѓу домашните обврски и деловните обврски, да води сметка пред се за своето здравје, но и за својата нега и убавина. Ова е тематски ден со бројни едукации токму на овие теми, така да и тоа се покажа како една одлична како едно одлично надополнување на нашата манифестација и секогаш е ден пред манифестацијата. Така, надополнување, заокружување на се што представува денешен разговор на тема жените бизнисот Македонија агенцијата Марили. Марили, ќе биде прашањето, што е рецептот за успешна жена менаџер во Република Македонија? Да, според мене и според сите оние искуства што јас ги имам, нели, со жените кои што биле успешни, прогласени за успешни, тоа е секогаш во својата непосредна близина, пред се во домот и на своето работно место, да ги имате околу себе луѓето кои што ги сакате, ги почитувате и кои ве почитуваат, и истовремено да ја работите работата што ја сакате на најдобар можен начин. Жената може да биде успешна само ако е задоволна, а овие два основни бедема, нели, домот и работата, се многу важни за таа да биде задоволна и успешна во животот. Тоа е рецептот според мене за успех. Так, за успешен маж стои успешна жена, за успешна жена стои цело едно семејство и цело едно општество. Так. Благодарам многу за гостувањето во ФМ Врива на Врановите на Радио Слободна Македонија. Благодариме за одвоеното време и се разбира до гледање до утре 19 часот и 30 минути Хотел Елса. Дами и господа, ова беше генералниот менаџер на агенцијата Марили Лидија Трипуновска, која ја представи визијата и мисијата на бизнис клубот Марили за жени на Република Македонија.